Добро вечер во најновата емисија Отворена за. Почитувани гледачи, во петок навечер сме со теми кои не се исклучиво во еден правец. Политика, економија или некој друг дел од нашето секојдневно живење, туку со теми кои јас ги одбирам и се надевам дека соговорниците кои ви ги нудам за муабет едно 30-40 минути не се лоши, со оглед на тоа што ретко се појавуваат на ТВ екраните или пак имаат силен интелектуален потенцијал кој вие не го познавате. Всушност, мојата улога е да откривам луѓе кои не се така вообичаени и ги тржаваме на улицата или пак не знаеме ништо за нив. Еден од нив е Глигор Бојков, инженер агроном, фитопатолог, вработен во средното општинско земјоделско училиште Ѓорче Петрово Кавадарци, 10 години, може би повеќе ќе ни каже. Меѓутоа него викнав овде како професор во училиште, туку со науката со која се бави. Тој е магистер по вокација, меѓутоа титулите многу не ги цени. Не да не ги цени, меѓутоа не го значат како на некој кој докторирал или магистрирал или станал примариус и тоа му е врвен дел од неговата кариера. За господинот Бојков тоа е најобична работа. Добро вечер. Добро вечер. Прво, Маријан, ви благодарам на поканата. Како сте? Па, фино. Сите ги словото, како сте? Навистина како сте? Го сакам тој персонален убаво. Добро се чувствувам, пријатно е во вашето студио. Добро. Многу рано ја снимаме емисијата, со оглед на тоа што имате многу обврски. Да. Од каде ти обврски? Па обврските доаѓаат од секојдневниот живот, од начинот на живот кој што го поживеам. Сега, не сум човек што, видите, најтешко е да се зборува за себе си, не сум човек се нешто посебно пред јавноста. Може кратко да нотирате така. Па добро, имам некои ангажмани што се, ајде да кажам, надвор од мојата професија. Тие се покрај задолжителните ангажмани во училиштето. Тоа се некои ангажмани околу некакви истражувања во областа со која што се бавам. Тоа ќе зборуваме вечер. Колку години имате? 47-8. Добро. Магистер сте по вокација? Да. Зошто не сте доктор на науки? Па затоа што докторирањето и воопшто научното усовршување секогаш е поврзано со одредена финансиска конструкција. Тоа пари чине. Ние немаме образовен систем каде што образованието е конструирано на таков начин да има посебни фондации да се стимулираат и да се вреднува соодветно, да. 5.000 евра е ли сега? Па, јас сега искрено не сум се заинтересирал, али мислам дека е околу 300.000 денари, 5.000 евра отприлика. Веројатно он кошта многу повеќе. Зависно од тоа која наука која научна дисциплина е прашање. Меѓутоа без таа титула вас во светот со вашиот труд ве читат и ве гледат, бидејќи сте во својата струка научник. Ве познам од поодамна и во земјоделската струка приоѓате на ваш својствен начин. Не сте амблок решавач на состојбите, туку науката е една нива долга која нема крај. Зошто си решивте да се бавите со земјоделие? На некој начин е научна дејност. Па не одлучив јас тоа, околностите ме донесе до таков. Знаете како, тоа се некои интимни работи и јас секогаш сум го следел некој свој внатрешен порив. Значи тука нема некои конкретни правила, параметри, гледам луѓето многу често барат формули за успех. Барат. За жал тоа не постои. И формула за пари. Формула за пари, да. Јас сум човек кој што ја лично мислам што и тврдам дека понекогаш сум во заблуда и не сум секогаш во право. Сметам дека секој човек треба да се бави со оноа за што има талент, дарба или некаков порив или ја сака одреден тип на професија. Не сум премног за формализми. Добро. Мораме да кажеме сега кој е индиректниот повод зашто ја викнав. Вие сте во фитопатологијата подолго време. Па да, преку 20 години. Не знам се точно колку години. Добро. Ова е наука за
Тоа е наука за болестите на растенијата, тоа е сегмент од микробиологијата, меѓутоа тоа не е само микробиологија. Под микроорганизми се подразбираат сите оние организми кои што се гледаат под микроскоп. Ајде да кажам скратено, грубо кажано. Меѓутоа микробиологијата е синтетичка наука составена од молекуларна биологија, математика, физика, хемија, тоа се овие фундаментални вештини, фундаментални науки се сите вградени во темелот на фитопатологијата, биохемијата, знаете, биоинформатиката, делови од програмирањето треба да се знаат ако сакате да ги следите научни трендови. А ако не, само земате диплом, ставате титула магистри и тука завршувате работа. Сакате да кажете дека таа фитопатологија е значајна за производство на храна? Фитопатологијата секаде во светот е составен дел од тимовите за здрава исхрана. Тие се тимови составени од фитопатолози, од стручњици од различни области, од нутриционисти до лекари, доктори, нешто се цели научни тимови кои што постојат на запад, конкретно ја ги следам овие амерички трендови што се случуваат. Она што се вика од нива до вилушка, знаете. И целиот процес на производство е систематизиран да храната биде здрава, да биде прифатлива за потрошувачите, но исто така и производителите од сето тоа да имат некоја финансиска корист. И таму се восстановени строги стандарди. Во согласно со тие стандарди, јас имам вршено некакви истражувања кои што ги ајде да кажам прифатија и како резултат на тие истражувања објавував по некои така научен труд во нивни релевантни списанија, тоа е Agriculture Science, Published Science Research, тоа е позната издавачка куќа со која што имам контакти, освен со нив уште со неколку други, член сум на неколку фитопатолошки, микробиолошки здруженија во Америка и во Британија, некаде и во Германија и Франција, значи на различни места членувам, добиваме тие релевантни информации, тоа се мејл информации. Понекогаш има одредени вебинари кај што активно се вклучуваме, па споредуваме одредени резултати, податци, истражувања и како резултат на тоа произлегуваат овие видите, ја многу не обожавам сега за тоа јавно така да дискутирам, бидејќи светот на науката е еден затворен свет, тоа е за одредена група на читатели, научниот труд, структурата на самиот научен труд е тврдо поставена, тоа не е за широката јавност да го чита и нема да го разбере. Мислам, не е такав, се пише на еден груп технички јазик, научен јазик. Меѓутоа го преведуваат многу земји. Вашиот труд, конкретно двата труда кои ги објавите, се преведени на неколку јазици. Да, не, видите. За да биде екзактен, достапен до станува збор за следно. Ја правев повеќе годишни истражувања, долги годишни истражувања, преку 10 години можеби. Од тоа произлегоа две книги, едната е монографија. Така? Сега не сакам да ги цитирам и називите на имињата на англиски јазик, станува збор за развој на ботритис цинереја под различни микроклиматски услови. Тоа е монографија. Тоа е сивото гниење. Тоа е сивото гниење кај лозјето и сега таа монографија ја издади Publisher Ламберт, која што е подружница на Omniscript Publish Research Group, кој што има место на формирање таа публикацијска куќа во Дизелдорф, Германија. Добре. Книгата е преведена од англиски, германски, италијански, шпански, француски и португалски јазик. И тоа ја издадов сега во септември. Втората книга ја издадов од 1 јануари, издадена во публикацијската куќа Scientific Publish Research, тоа е америчка една публикацијска куќа, која што ја издади книгата и сега и двете книги, практично монографијата издадена на 5-6 странски јазици и ова другата Grey Mull at Wines, односно сивото гниење кај виновата лоза, ги продава фирмата Амазон, која што се бави со електронска трговија и тоа се преку 250.000 примероци како што Амазон мене ми соопшти, на пример. Знаете, ја не очекував дека искрено да ви кажам дека ќе ме контактират и ќе барат да се изработи. Искрено да ви кажам. Што импонира, што е убаво кога ќе се јават за така. Добро импонира, ама публикува и голема одговорност. Знаете, тоа е точно. Тоа не се книги, видите, да ги не се класични. Маријан, ја не сум овде дојден да ги промовирам моите книги. Апсолутно. Да ви кажам не беше и тоа ни намерата. Да. Тие се книги за исклучиво за научната јавност. Тоа не се книги, се треба да правиме разлики измеѓу научна јавност и стручна јавност и поширока аудиториум. Тоа не се книги за стручниот аудиториум, тоа џабе ќе ја купат, таму се зборува за мислам не може да го разбере. Се разборувам као против својот интерес, као тебе да продаваш книги па да се фалиш, па овие маркетинг трикови, ја не сум тие тип. Не, па не откриваме ништо никаде, Не, тоа има на Амазона, не постапен Глигор Бојков пишеше и излева тие издања. Него прашањето е тоа што тоа е за исклучиво за научната јавност. Таму се обработуваат одредени молекуларни, генетски аспекти. Сега некој мисли ако некој завршил земјоделски факултет што има врска со молекуларна биологија, тоа и те како има врска, тоа е современа биотехнологија, ако тоа не го следите, тоа сте аут, не сте ин, внатре
внатре во материјата. Кажете ми, каква храна јадиме? Тешко е да се каже. Тешко е, Марин, да се каже, затоа што ние се уште немаме воведено стандард. Дали квалитетна или не квалитетна? Види, македонците, в принцип, произведуваат квалитетна храна. Друг е кај нас проблемот. Проблемот е во агроекономскиот систем. Така да Не кажа? е тоа проблем меѓу таков е каков шо е. Јас би сакал... Ајде, појдете. Најчесто ги земам споредбите со високотехнолошки развиените држави. Тама каде што се внимава на... Каде што се внимава и каде што има стандарди. Има стандарди, да. Тоа е. Значи, сега... Сакате да кажете дека нема одреден стандард во државата или правец или методи? Не, да не бидеме сега толку претерано критични према нашата држава, далеко е тоа, сето е тоа во ред. И јас го кажувам она што ми стига како релевантна информација и каде што учествувам на тие нивни симпозиуми, сега со оваа короната одиме онлайн. Генерално може да се каже дека постојат два, така да кажам, агроекономски система кои што се прехранбени системи преку кои што се произведува храната. Едниот може да се каже дека е амерички, другиот модел е, например, европски. Тука има многу варијации у сето тоа. Кој е подобар според вас? Па ја можам да ги кажам аргументите, а гледачите нека заклучат. Поведете. Например, кај агроекономскиот систем на американците, тие што го промовират, сега ја сакам да влезам директно во суштината ова in media res. Значи, тие въведуваат мерката ценовно дно. Што значи тоа? Ценовно дно значи дека тоа е најниската цена која што е над пазарната цена на земјоделскиот производ. Самата информација го зборува следното. Тоа зборува дека државата интервенира, ја откупува хиперпродукцијата на производство и ги регулира цените во агроекономскиот сектор за земјоделците да можат да екзистират и да бидат продуктивни и да можат да заработат. Од друга страна, тоа што значи од научен аспект? Па тоа значи дека ако има тони хиперпродукција на храна на единица површина, ако ние од некоја житна култура имаме 2 тона од хектар или 2,5 тона од хектар, они имат 12 до 15 до 19 тона на хектар. Тоа значи дека тие ги употребуваат најсовремените генетски методи преку подобрување на генетските на растенијата, тие се така наречени трансгени растенија, кои што дават многу повеќе и имаат соодветно отпорност према болести и штетници и во согласност со тоа воведуваат одредени методи на заштита на растенијата, не преголема употреба на химикали, не преголема употреба на други средства, со тоа што храната да биде ефтина, да биде достапна и да може да се по некоја пристојна цена, например, секој еден кој што нормално заработува да си ги обезбедува основните хранидбени продукти. Например, последниот податок беше дека американците во просек околу 12% од својата плата издвојуваат за храна. Тоа е последниот податок. Сега, таквиот систем, гледате што е проблем. Таквиот систем, видите, ако вие земјоделско производство го ставите во пазарни услови, кај што имаме понуда и побарувачка, Да, каде немилосрдна таа борба. Кај што е немилосрдна, сега тоа се репорти, ова американците тоа го зборуваат. Ако го ставите подолго време, земјоделците нема да можат да остварат профити, бидејќи понуда и побарувачката по автоматизам, внимавајте, Маријан, создава монополистичка позиција на пазарот. И тие гледате сега што е многу битно. Тие имат регулаторни механизми да тоа не дојде. И овој ситниот земјоделец и оваа големата корпорација да имат еден пријатен амбиент да можат да екзистират и да стварат профити. На задоволство свое и на задоволство на луѓето. Исто така има посебен тренд таму кај што се произведува храна, да кажам, со нешто повисока цена која што е поеколошки. Добре. Тоа се тие трендови сега и согласно тие трендови се воведуваат одредени системи на заштита на растенијата. Земате субвенции таму земјоделците? Таму има ценовна интервенција, субвенциите, гледате, јас сега ако сака да... Онака грубо го предизвикувам на... Не, ворете. Дали се потребни пари додатни за развивање на тоа? Че дојдеме до тоа. Европскиот модел базира генерално на следното. Например, земјоделците земат во Европа заеми преку така наречени земјоделски банки по прифатливи каматни стапки. И тука имате две ситуации на пазарот се очекува. Да пазарната цена на продуктот биде над нивото на каматната стапка, која што е над нивото на заемот на каматната стапка што ја зел земјоделецот, и тоа земјоделецот ќе го врате производството, ќе го врате заемот. И имате друга ситуација кога пазарната цена, видите, е повисока е пониска од каматната стапка и он нема заработки, и во тој случај тоа е така наречен нерекурзивен заем, и во тој случај владата реагира и го изнесува, му исплаќа на земјоделците
кажете, финансиска сума во висина на разлика помеѓу каматната стапка и пазарната цена. Што значи да они се одржат во еден таков систем. Што значи земјоделието генерално не го пуштат во тие пазарни услови. Затоа што се сега американски наводи. Ако вие гледате таму што викат најпознатите нивни научници од таа област, пошто они кога прават истражување прават како цели научни тимови. Тоа не го прават поединци таму. И сега тие велат во своите рапорти, ако вие го пуштите земјоделието на пример во слободни пазарни услови, по автоматизам заради конкуренцијата се стварат монополистички позиции. Така е. Сега тие не дозволуваат монополистичка позиција ниту на една фирма. На пример, класичен пример е Елон Маск кога го повика, имаше некаква судска разврска помеѓу Facebook, сакаше да го купи Instagram, не ти че гадиш монополистичка позиција, ние тоа не ти го дозволуваме. Мора да има регулација во целиот систем, да има конкуренција, затоа што конкуренцијата секогаш го стимулира повеќе да произведува, да биде покреативен, да изнаоѓа нови технолошки решенија и тоа е тајната на развојот во секоја една научна област или во сите аспекти на животот. Тоа е во земјоделието. Значи, таму конкуренцијата се смета за благодет, овде конкуренцијата се смета за казна, за непријателство. Ние имаме површен пристап. Тука е нашиот проблем. Знаете како. И сега тука се у принцип тоа е менталитетски и културолошки пристап. Како во Македонија? Па, ако збориме за агроекономскиот систем во Македонија, се уште не е доизграден. Мислам, се тоа е моје мислење, не мора да е точно. Добро, тоа го вика и владата, дека се уште се гради. Се уште сме далеко од некои стандарди кои вие ги споменавте сега. Па затоа не можеме да извозуваме. Затоа едвам произведуваме храна за нас. Па да. Житари себе земаме од Србија или некои други култури кои ги нема во Македонија. Гледате за што станува збор. Ја мислам дека кај нас ќе се реконфигурација ќе настане на земјоделските имоти. Тоа значи дека таткото има 2-3 хектара, синот му завршил машински електроинформатика, го напушта земјоделско производство. И на некој начин ќе настане некоја реконфигурација, окрупнување на тие земјоделски имоти, веројатно тоа ќе биде долг процес. Ама сега ние како даваме повеќе субвенции, се помалку земјоделци имаме. Ве разбирам. Така ја мислам, може јас да сум грешка, може слободно да ме демонтирам. Други. Да, нема да влезам ја во нешто. Имат своје мислење за улогата на субвенцијата. Да. Или ќе ги дојдат субвенциите, јас ќе си ги платам трошковите и така натаму, социјален мир и така натаму, меѓутоа нема развој, нема поттикнување на. Да, па точно за тоа станува збор. Треба да се погоде суштината на работа. Треба да се стимулира таа развојна компонента, а развојната компонента секогаш се стимулирана со еден баланс помеѓу поволната и поборувачките и некаква ценовна интервенција на владата за да на земјоделците биде тоа производство исплатливо, од друга страна да биде тоа по некои прифатливи цени да народот не е кај нас многу богат, да може да се обезбеде солидна, здрава храна и да немаме сега некои ни социјални тензии, да некој нема што да купи или да не може леп да си купи. Тоа не е во ред. Збориме за основните хранидбени продукти. Дали јадеме квалитетна храна? Дали органската храна е решение на се? Не баш. Затоа што, видите, органската еве го трендот со органска храна. Да. Органска храна ќе биде за 10 пати сега со овие најнови ситуации, кризни ситуации генерално, и во Европа, не само кај нас. Органска храна се претпоставува дека ќе биде многукратно поскапа од конвенционалната храна. И сега што значи тоа? Тоа значи дека таа храна ќе биде обезбедена само за некоја побогата класа на луѓе. Например, таков тренд имаше и во Америка, ги гледавте, имате ви јаболки кои што коштат, условно да кажам $2, имате јаболки кои што коштат $20. Голема разлика. Па, тоа е. Се третирани многу во Македонија, во тиквишијата не може да се каже затоа што ние немаме стандард на земјоделска заштита. Постои конвенционална заштита, постојано кога ќе почне вегетацијата, константно да се користат хемиски пестициди, да се покрива и тоа оде до бесконечност, пестицидите стануваат се поскапи, цената на грозите останува иста и сега колку ќе биде тие систем земјоделски одржлив, јас навистина не знам. Може ли да се уништи хемијата кога станува вино, од грозите кога станува вино, или некоја хемија и понатаму останува и кога пиеме вино, ние го пиеме тоа. Точно за тоа, точно за тоа ви зборувам. Например, ако ние вршиме хемиски третмани непосредно пред берба на грозито и грозито се произведе во вино, јасно дека резидуите ќе завршат. Нема шанса да остане таму на. Па нема, затоа велам, таму има сега посебни стандарди, секаде во светот постојат за начините на исхрана кај луѓето. Значи, тоа е цел еден агроекономски комплекс
што е условен со посебни мерки и методи, норми кои што сите ги почитуваат. Како е тој модел? Се тоа е многу интересно. Како е тој модел? Никога ги градиме агроекономски методи. Ние ги градиме од горе надоле. Така. Што е погрешно. Ние му наметнуваме правила на луѓето и луѓето тоа го сваќаат како терор, како непријателски чин и те не прифаќаат тоа да го работат. Сега, во овие продемократските држави, таму е обратно поставен систем. Таму се земат индивидуалните интереси на поединците, се стават на заедничка маса, се прави пресекнати индивидуални интереси и јас работејќи за својот индивидуален интерес, работам за интересот на групацијата. И така се ствара единството. Многу едноставно е. Секоја примена на мерки која што условува, знаете, многу често кај нас и воопшто и државните мерки од било која област која се спроведуваат, многу често ние ги прифаќаме како непријателски. Така и народот генерално. Тоа е таков пристап. Да, може би народот има предреденост новините да ги прима тешко. Па и ги прима за тоа што го гледа економскиот ефект на крајот. Да. Таму ти воведува новина. Меѓутоа, агроекономскиот комплекс таму е поставен за да има некаква пресметливост, некаква предвидливост што ќе се случи во иднина. Добро. Јас знам, ако ја вложам во 10 хектари површина со одредена култура, да знам колку ориентацион ќе добијам. Кај нас ти не знаеш. Ти го даваш кај нас грозито, фирмата може да се да доде во стечај и рече не можеме потоа нова фирма да се формира и никому ништо. Затоа што тоа е битно. Битно се во еден агроекономски систем да се постават начисто договорите помеѓу трговците и производителите. И тука е важно правната држава да ги спроведе мерки до крај, не да наоѓа административни изговори зошто не го работи. И тука е проблем. Да, ме разбирам. Во Каватаци генерално постои ли добра фитопатолошка заштита? Не можеме така да кажеме, тоа се кај нас индивидуално. Добро, има ли источњаци кои може да бидат? Има, постојат. Во ред. Постојат. Сега многу е битно, видите, Маријан, се зашто ја за последните 20 години ми чини дека ја имам спротивно мислење до вашето дека луѓето се оставени сами на себе. И секој се снаоѓа или со Google или тебе те познава или не знам некој друг. Еве за да видиме. Тоа беше поинако тоа. Па гледате. Чекаше тикваш како ќе третира, па да речеме така, грубо кажано. Меѓутоа и тоа не е решение. 6400 земјоделци колку се пријавени, лозари кои нешто не е малку. Семејни земјоделски стопанства се тоа, да. Што правиме? Како да го организираме тој систем? Гледате, Марија, тој систем за да го организирате треба да имате луѓе што се истренирани, извежбени, што знаат таа работа. Тоа е проблем. Ти имаш дефектно образование. И јас тоа многу често му го викам на бизнисмените кои се помлади од мен за 20 години. Деца кои што ги наследиле парите од своите родители. Знаете ли што значи кога се генерираат 20.000 лажни факултетски дипломи? Дали некој го знае кој ќе биде ефектот? Еве го ефектот кој што го гледаме. Како ќе го организираме тоа? Така. Сега ме страв да ти кажат некој совет. Зошто не знаат? Или пак недоволно го познаваат? Не може ни еден совет во заштита да се каже, во заштита на растенијата, без реални мерења и параметри на терен. Не бива таа работа од око. Не бива. Тоа се стандарди, сега гледате, цел свет така функционира. Постојат стандарди, постојат стандардни мерења, постојат модели, методи кога се определува, кога треба да има хемиски третман, кога не треба да има. Со кои средства, и сега да не зафлеаме во детали. Еве пример, прво прскање извршено, комшијата го направили второто прскање, да го прскам јас. Дали е тоа во ред? Како во ред, мислам тоа? Не е во ред. Не. Значи, секоја лозова површина, секој земјоделски посет треба да се испита. Видите, за тоа е потребен тој сега еве зошто не можам ништо да генерално ни генерално немаме поставено агроекономски систем. Да. Немаме поставено. Агроекономскиот систем, сега системот на заштита спаѓа во делот на трошковите кои што ги прават земјоделците. Затоа ја ви велам, при заштитата на растенијата нема емоции. Мора да се има точна математика. Колку ќе се добие, колку ќе се изгуби. Вреди ли да се прска, нели вреди да се прска. Ако имаме прво не си ги немаме поставено основните фундаментални прашања. За кого е тоа производство на менето? По какви стандарди треба да биде? Ако биде наменето, например, имаме хиперпродукција на производство и биде
грозито наменето за одредени дестилерии, за одредени производствени комплекси кај што стандардот на грозито не мора да биде кој некако висок. Во тој случај можеме да толерираме одредено ниво на болест кај грозито, а да не претераме со хемиските третмани. Доколку ние го даваме нашето грозие во некоја винарска визба, например, хипотетички сега, не сакам ни една винарска визба да именувам овде, не ме сванат погрешно, каде што винарската визба ти го мери нивото на ензими на ботритисот, кои што всушност ензими го влошуваат производството на вино, Да разбирам. тогаш ние не можеме да толерираме повисок степен на инфекција, например, на сивото гниење кај грозите. Тоа се проблеми, а истовремено треба да се внимава да не останат резидуи врз грозите, да не влезат во виното. Видите, тоа е една комплексна работа и ја не сум Тоа е наука. Тоа е наука и за тоа се потребни научни тими, треба еден систематски пристап. Не може еден агроекономски систем да го постави една влада, друга влада да спроведе обратни мерки. Ја не преферирам ни една влада, мораме ние да се договориме. Независно кој доаѓа на власт, мора да се спроведе еден агроекономски систем кој ќе биде исплатлив, профитабилен и на крај краишта да се исплати некој да се бави со земјоделие. И друга работа да кажам. Да, кај нас гледам как се категоризира земјоделие. Земјоделецот се категоризира, внимавајте, како социјална категорија. Земјоделецот никаде не се категоризира така. Земјоделието секаде е бизнис. Тоа треба да биде бизнис, а не да биде социјална категорија. Што значи тоа земјоделец? Тоа има пежоративен призвук и сите го напуштат земјоделието и од некои ментални и културолошки размислувања и аспекти. Така е. Помине многу време од оваа емисија. Еве да не одиме многу далеко. Кавадаци. Можеме ли да го зголемиме бројот на тимовите со квалитетен внос на наука во област, која зборуваме? Може ако го подобриме. Имаме ли кадар? Имаме ли Може ако го подобриме системот на образование. Ау. Системот за образование е тука. Многу важен, не? Е тука. Видите, е тука. Тоа е многу важен систем. Да ги најде талентите. Децата кои се талентирани, да ги можат да ги максимализират своите способности и така истренирани, извежбани, научени, кога се вратат после во системот, тие генерации можат да продуцират развој. Ако ние го немаме тој развојен концепт, ние не можеме ништо да постигнеме. Тоа е проблемот. Каде е моќта на Америка и нејзиниот развој? Сите викаат Америка ќе се распадне, такви тези. Моќта нејзина лежи во тоа што го абсорбира комплетниот научен потенцијал на светско ниво. Абсорбирајќи го, имат раст на бруто националниот доход на GDP. Па сите викаат за криза. Значи, они ги створиле тие механизми, го створиле тој економски амбиент и при тоа дават акцент на развојниот аспект на било која дејност. Кај нас тоа не. Кај нас е некаков хиерархиски систем и автократски систем, ти мене слушаме, ја што ти велам, ако не, ти си готов. Тоа не може така да напредуваме во ни еден случај. Помалку е повеќе важно сега сега гледате, мора да се понуди слобода, мора да се слушне туѓото мислење. Колата да запале мора да има анода и катода. Разбирате, мора да се слушнат испредставени мислења. Дури вршени се истражувања кај тоа стручњаци за човечки ресурси кај неуспешните компании на светско ниво, од кинески, американски, без разлика. Одлуките се носат во една жестока атмосфера на спротивставени мислења. Кај нас таков систем на размислување и застапување на сопствената аргументација и изложување во една искрена смисла за да се донесе позитивно и правилно решение, тоа го нема. Кај нас мора да го слушаш директорот, ако не ќе добиеш отказ и тоа е тоа. Ти беше на факултетот Гоце Делчев, така ли беше? Таму заврши? Не, таму ги правев истражувањето, да. А заврши? На земјоделскиот факултет во Скопје. Веројатно не си имал таа слобода на творење, штом си решил да се бавиш со ваква работа и си го сменил факултетот. Значи дека и кај нас треба малку да се разјуже работата? Да. Треба. Апсолутно. Апсолутно. Науката не трпи стеги и закони. Па не трпи. Па тоа ви го имате уште у средниот век и најголемите умови од Микеланџело, од Џордано Бруно, гледате како завршувале со тие стеги. Значи, прогресот
Прогресот е нешто кое што не треба да се стопи. Сега гледате, Марија, да не бидам ја погрешно разбирам. Нема да бидете погрешно разбирам. Мораме ние да дозволиме таа слобода на мислењето. Па ја работам како наставник, како професор во средна школа. Добро. Морам се гледате, училиштето е само еден од историските форми на образование на младите. Добро. Потребно да се развие таа критичка свест кај младите луѓе. А ние развиваме позитивистичката свест, што значи да се адаптираат на соодветните околности, а не да барат решение на проблемите. Тоа е суштината. Како е во училиштето? Па како? Има ли клима за ваша научна работа? Па има понекој дете што, гледате, знаете што е разликата измеѓу учениците измеѓу талентираните и неталентираните ученици? Не знам. Разликата е тоа што талентираните ученици, они кои што пројавуваат резултати, имат една посебна психолошка, ми се чини, структура во своето однесување и прифаќање на реалност. Разбирам. Тие се авангардни, тие се препознатливи. Кога ќе ги сретнеме тие ученици, на нив треба да им се посвети внимание. Знаете дека вие сега школувате една генерација која можеби во еднина ќе биде основа на земјоделското производство? Се обидувате ли вашиот начин на размислување и малку да го предадете на генерацијата? Јас за време на часовите, и сега да не влезам тие формализми, кај ми се неформални часовите. Значи, давам таа слобода, у принцип единици не ставам. Казаните мерки не се начин на кој што треба да се стимулираат учениците да работат. За петка барам знаење, единици не ставам. Не разбирам. Знаете како, умот не може да функционира кога е под стрес, не може да креира, морате да ги ослободите. Уште многу би може да почитуваме да зборуваме со господинот Бојков, тој веднаш заминува сега на обрски во училиштето. Значи во еден мал тестет на времето го фатихме, доколку што бевте гости. И јас вас ви благодарам на поканата. Оставам отворена да биде ова студио за да влезете и ако имате нешто ново. Овие два труда кои се преведени на неколку светски јазици, ми е мило што се читаат. Не може да бидете како книга, да бидат за таа јавност, за научната јавност. Па убаво е да се прочита дека наше македонско име некој го чита во странство. Ви благодарам. Тоа ми беше основна побуда да ве видите во студиото. Тоа ми предизвикува малци чувство на една одговорност и една нелагода од цела ситуација. Да, разбирам. Познавајќи вашиот карактер, во секој случај покажувате квалитети. Јас ви благодарам на поканата уште еднаш. Почнувај тоа беше господин Бојков. Благодарам што беше со нас и сподели некои новини во неговата област, во неговата наука. Сметам дека допревме до вас и запознавте еден дел од неговиот начин на размислување и практична работа, како што ја има. Ви благодарам и со нова емисија се гледаме идниот петок во истото време.